Секоја година македонците во Белград од Сдруженијето Македониум во текот на месец мај ја организираат културната манифестација Денови на македонската култура Допир на Македонија со богата културна содржина од Македонија и Србија. Во Белград има околу 20.000 граѓани со македонско потекло. И ние македонците што живееме во Белград сакаме да се дружиме, да пееме заедно, да играеме заедно, да ја негуваме културата македонска и традицијата. Затоа сме тука и веќе 14 години традиционално ги организираме деновите на македонската култура во Белград, Допир на Македонија. Прво, зачувување на јазикот, зачувување на културата, традицијата. Значи, она што македонците ги определува како еден национален ентитет, а пред се тоа е јазикот. По рамки на манифестацијата особен интерес побуди Свечената академија по повод Денот на словенската писменост и култура, на која професор доктор Симона Груевска-Маџовска го презентираше за прв пат во Србија македонскиот толковен речник и други лексикографски изданија. Особено задоволство ми е што сум во Белград и што сум по повод 24. мај овде поканета да зборувам пред македонците кои што живеат во Белград за толковниот речник на македонскиот јазик. Сметам дека треба почесто да се прават вакви гостувања и представувања на изданијата од Македонија, кои што се однесуваат особено на македонскиот јазик, бидејќи на тој начин ќе помогнеме на нашите македонци во Белград и во Србија воопшто да го зачуваат македонскиот јазик, да не го заборават и да ги научат своите деца да зборуваат македонски јазик. Толковен речник е всушност еднојазичен речник. Тоа се зборовите од македонскиот јазик објаснети со толкувања на македонски јазик. Секако мислам дека толковниот речник ќе им биде од користи на србите кои што сакаат да научат македонски јазик, како и на учениците кои што се занимаваат со српскиот јазик и со останатите словенски јазици, бидејќи така може да се прават споредби и да се прават многу истражувања и заеднички со македонските научници, но и само српските научници. Во рамки на манифестацијата Допир на Македонија, ансамблот Македониум, одбележувајќи го јубилеот 10 години од постоењето, одржа импресивен концерт Македонски музички мозаик на преполната сцена на Академија 28. Македонските песни од љубов не се бега, Еј ти пиле, славе пиле, Рајна на порти стоеше, Давај ме мило мамо и други традиционални песни со емоции беа примени кај македонците во Србија и кај нивните српски пријатели и фамилии. Пејачката група постоje 10 години и настапуваме на манифестации кои се во рамките на нашите активности и активности кои се во текот на градот, дека сме повикани учесници да го зголемиме нивниот програм. Пееме со цел да ја негуваме македонската култура и да се чуе за нас во Србија. Сите сме аматери, разни занимања, лично сум медицинска сестра со долгогодишен работен стаж. Концертот имаше хуманитарен карактер, а приходите од билетите беа наменети за повредените во пожарот во Кочани, кои се опоравуваа во болниците во Белград, како и за нивните семејства кои престојуваа во главниот град на Србија. Македонска песна во Белград за Кочани. Хуманитарен концерт на пејачката група на Македониум се одржува вечер во Белград, која што ја наполни салата и го наполни срцето на македонците во Србија, бидејќи покрај хуманоста со ова вечерва се промовира и македонскиот идентитет, македонската култура и македонската песна. Вакви проекти треба да бидат поддржувани од страна на македонската влада, македонската држава, бидејќи најмногу од се ја промовираат Македонија и македонскиот идентитет. На годинешните денови на македонската култура во Белград можеше да се ужива во богата програма. Манифестацијата беше отворена на 7 мај со изложба на слики од Тодор Јовановски, која имаше хуманитарен карактер, потоа се одржа театарска представа Земја народот од
театарот Провокација од Скопје, на 28. мај во куќата на Ѓура Јакшиш во Скадалија ќе се одржи поетска вечер, презентација на литературниот портрет на Емилија Тодорова, а манифестацијата завршува со ревија на филмовите на Љубиша Ѓоргиевски во Етнографскиот музеј. Од Белград за Македонската телевизија, Оливер Бранковиќ.